За да пристапите на порталот dejure.mk, прво што треба да направите е да се регистрирате. Тоа го правите преку менито најава, субменито регистрација. Го внесувате вашето име и презиме, например Петар Петровски, вашата емайл адреса и лозинката која ќе ви биде само за пристап до де јуре. Доколку сакате да видите што сте укуцале, на ова око може да видите точно што се укуцале. Доколку се регистрирате како фирма, ќе го слободите ова копче и ќе треба да ги внесете називот на фирмата, адресата и телефонскиот број. Но доколку се регистрирате како физичко лице, тогаш треба да ги чекирате по линијата дека ги прифаќате општите услови за користење, кои може да ги погледате доколку сакате, и доколку сакате да примате известување за измените на правните акти, ќе го чекирате и овој бокс. Се движите во копчето креирај. Значи сега е креирано вашата регистрација и на вашиот мејл е испратена порака. За да го активирате профилот, кликнете го линкот во пораката што ја добивте. При тоа ќе внимавате, доколку не сте добили пораката во вашиот инбокс, ќе проверите во спамот. Сега ќе проверам дали во dejure.mk е испратена пораката. Еве, испратена е. Значи dejure.mk валидација на емайл адреса. Ја отварате оваа порака и за да го активирате вашиот профил, ве молиме кликнете на следниот линк. Адресата е успешно валидирана, може да продолжите. Значи, сега со де јуре вие можете да се најавите на веб порталот на де јуре. Овде можете, совет вие да го снимите, за да не се повикувате секогаш повторно да го направите сето тоа. И може да пребарувате низ законите, членовите, другите акти и низ листата на актите. Значи, ова беше видеолекцијата за регистрација на dejure.mk. Ви благодарам за вниманието.